Почнуваме со урбани вести. Добро дојдовте. Индустриската зона Визбегово ќе добие водоводна и канализациона мрежа. Градежните работи треба да почнат од ноември годинава. Ова е веста на денот, во продолжение следува генералната најава. Индустриската зона Визбегово ќе добие водоводна и канализациона мрежа. 65,5 милиони денари за капитални проекти во Газибаба. Шилегов, со поевтино парно ќе се намали загадувањето во Скопје. 65,5 милиони денари ќе бидат наменети за капитални проекти во општина Газибаба. Советниците едногласно го изгласаа ребалансот на буџетот, а средствата ќе бидат наменети за обновување на патната инфраструктура, приклучоци на парно грејење, поставување на фекална канализација во Трубарево и Јурумлери, како и поставување водомери до секое домаќинство во Раштак и Булачани. За прв пат во општина Газибаба, наместо да се намали буџетот на општината, со ребаланс се зголемува. Советниците едногласно го изгласаа ребалансот на буџетот, кој е зголемен за нови 65 милиони 575 илјади денари, кои ќе се искористат во реализација на нови капитални проекти. Градоначалникот Борис Георгиевски рече дека ова значи многу повеќе проекти за граѓаните и поголем развој на општината. Георгиевски најави дека приоритет во патната инфраструктура е реконструкција и проширување на регионалниот пат Раштак-Бутел од 5 километри со изградба на подпорен зид, изградба на нови патни делници до викенд населбите во Булачани и од Виниче до Страчинци. За нови инфраструктурни проекти обезбедивме нови 10 милиона и 200 илјади денара за изградба и нови локални улици, како и 5 милиона денара за реконструкција на улици во општината. Со ребалансот, како капитален проект предвидуваме приклучок на 1200 домаќинства во системот за парно грејење во Триангла и Хиподром. Обезбедивме 19 милиона денара за изградба на монтажна паркинг гаража во автокоманда, со кој значително ќе ја растеретиме гужвата со паркирање на возилата, го модернизираме уличното осветлување со нови 13 милиони денара, наменети за поставување на смарт улични осветлувања со штедливи LED светла. Градоначалникот Георгиевски додаде дека со нови 20 милиони денари Трубарево ќе добие функционален канализацијски систем, а фекална канализација во наредните 2 години треба да добијат Јурумлери, Виниче, Црешево и Смилковци. Започнуваме со поставување на водомери до секое домаќинство во Раштак и во Булачани, и ставаме крај на можната злоупотреба на водата и на овој начин граѓаните континуирано ќе добиваат чиста и питка вода за пиење во овие 2 места. Општина Газибаба забрзано оди напред и се развива. Со 20 милиони денари, додава Георгиевски, се планира да се стави целосно во функција новата населба Хиподром 2. Дополнителни 4 милиони и 500 илјади денари се наменети за носење нови детални урбанистички планови и документи кои ќе ја забрзаат легализацијата и изградбата на нови капитални објекти. До крајот на месецов, градот Скопје се очекува да аплицира во Регулаторната комисија за енергетика за добивање лиценца за вршење дејност за новото градско предпријатие за дистрибуција на топлинска енергија. Во интервју за МИА, градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов вели дека со формирањето на ова предпријатие ќе се создаде тарифен модел соодветен на потребите на граѓаните, а ако се направи парно грејење поевтино, корисниците ќе го напуштат системот на затоплување на домовите со дрва, со ќумур или со струја, така што ќе се намали и загадувањето на воздухот во Скопје. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов во интервју за МИА вели дека очекува до крајот на месецов градот да аплицира во Регулаторната комисија за енергетика за добивање лиценца за вршење дејност за новото градско предпријатие за дистрибуција на топлинска енергија. Шилегов вели дека оваа есен ќе почне гасификацијата во Скопје, а управувањето со топловодната мрежа е всушност среднорочна мерка во борбата против загадувањето. Шилегов за МИА вели дека една од
причините која го натерала да размислува и да оформи предпријатие кое ќе се бави со енергетскиот систем на град Скопје е загадувањето на околината. Со формирањето на предпријатието, додаде, ќе се создаде тарифен модел соодветен на потребите на граѓаните и целокупниот систем ќе биде поврзан, што не е случај сега. Ако се направи поевтино парно грејење, корисниците ќе го напуштат системот на затоплување на домовите со дрва, со ќумур или со струја, додава Шилегов. Советот на град Скопје во јуни 2018 година донесе 2 одлуки, со кои формира ново јавно предпријатие Градски енергетски систем АД Скопје, кое ќе врши енергетски дејности. Ова акционерско друштво за подрачјето на град Скопје ќе врши снабдување на природен газ и топлинска енергија како дејности од јавен интерес од локално значење. Јавното предпријатие Градски енергетски системи е формирано со основачки влог од 250.000 евра. Со формирањето на ова предпријатие се создаваат услови за преземање на топловодната мрежа и започнува да се имплементира процесот на гасификација на градот, во кој граѓаните на Скопје во предстојната грејна сезона ќе може да почнат да ги користат услугите на новото јавно предпријатие. Јавното предпријатие Градски енергетски системи АД Скопје ќе ги снабдува скопјани со топлинска енергија откако системот ќе биде преземен од Балкан Енерджи Груп и со газ кога ќе воведе гасификација на Скопје. Од ноември оваа година се очекува да завршат градежните работи за изградба на водоводна и канализациона мрежа во индустриската зона Визбегово. Ова денеска го најавија министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски и градоначалникот на општина Бутел Велимир Смилевски, кои имаа заедничка работна средба на која разговараа за проблемите во општината. Проблемот со немање водовод и канализација во индустриската зона Визбегово, со кој се соочуваат голем број стопанственици, наскоро ќе стане минато. Изнаоѓање начин за решавање на проблемите со кои се соочува општина Бутел беше тема на денешната работна средба меѓу министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски и градоначалникот на општина Бутел Велимир Смилевски. Како клучна тема била инфраструктурниот дел во индустриската зона Визбегово. Сугаревски посочи дека од владата на Република Македонија обезбедени се 20 милиони денари за да се отпочне со изградба на водоводната и канализационата мрежа во оваа зона. Како што посочи Сугаревски, до средината на септември се очекува јавното предпријатие Водовод и канализација да го изготви проектот, за потоа да може Министерството да распише тендер и од почетокот на ноември да се започне со изградба на овој долго очекуван проект. Тој додаде дека за целиот проект потребни се од 7 до 9 милиони евра. Овој проект е предвиден да е околу од 7 до 9 милиони евра, кои што треба да се направат се со цел да во наредниот период комплетно бидат завршени инфраструктурните работи кои што се поврзани со зоната Визбегово. Тоа ќе го исполниме и се разбира дека ќе излеземе во преслед на сите сопственици кои што имаат своји фирми и компании во рамките на зоната, се со цел да се разбира и тие и граѓаните на општина Бутел видат свој бенефит. Градоначалникот на општина Бутел Велимир Смилевски посочи дека освен за проблемот со водоводна и канализациона мрежа во Визбегово, со министерот разговарале и за проблемите во сите делови на општината. Па така, според Смилевски, општина Бутел наредната година ќе биде општина во која постојано ќе се гради и ќе се реализираат ветените проекти. Смилевски како најголем проблем во општината го посочи тоа што нема атмосферска канализација по улиците или пак онаму каде што ја има не е доволна. Општина Бутел во текот на наредната година ќе биде општина каде што ќе се гради и прави, заради тоа што нашата територија има проблеми околу канализацијата и водоводот и се надевам дека со помош која што ќе ни ја даде владата и министерството во наредниот период ќе ги реализираме сите ветени проекти кои што ги имавме на изборите. Најголемиот проблем е немањето на атмосферска канализација или пак кажано многу мал дел од улиците се поврзани со атмосферската канализација. Тоа ќе ни биде големиот проект за наредната година, кој што мислам дека ќе има огромно задоволство од граѓаните на нашата општина.
Општина Аеродром доби сертификат со ISO 9001-2015, со што станува општина со ISO стандард. Имплементирањето на ISO стандардот во работењето на општина Аеродром овозможи идентификување и навремено реализирање на потребите и очекувањата на граѓаните, како и ефикасни јавни услуги за потребите на јавниот и приватниот сектор. Во Скопје и општина Илинден е општина со сертификат ISO 9001-2015, кој официјално го има од 16 јануари 2018 година. Општина Аеродром успешно ги имплементираше новите барања и целосно ја спроведе транзицијата од стандардот ISO 9001-2009 во стандардот ISO 9001-2015, со што станува општина со ISO стандард. Тоа во практичното работење значи строго почитување на законите и актите на локалната самоуправа, поголема одговорност и отчет пред граѓаните и активно вклучување на администрацијата во унапредувањето на општината, се вели во соопштението од општината. Имплементирањето на ISO стандардот во работењето на општина Аеродром, посочуваат оттаму, овозможи идентификување и навремено реализирање на потребите и очекувањата на граѓаните, како и ефикасни јавни услуги за потребите на јавниот и приватниот сектор. Ваков стандард има и општина Илинден. Сертификатот ISO 9001-2015 официјално го има од 16 јануари 2018 година, а процедурата успешно ја спроведе во ноември 2017 година. За да не се направи проблем со немање електронски картички со почетокот на учебната година, затоа е итна јавната набавка на ЈСП Скопје. Ова денеска го изјави директорот на ЈСП Кристијан Чушков и додаде дека во првото полугодие од оваа година продажбата на електронските картички беше зголемена за речиси 20.000 билети, повеќе во однос на истиот период лани. Постапките за набавка на електронски картички и избор на консултант за ревизија на електронскиот систем за наплата се во согласност со Законот за јавни набавки и се реализирани поради оправдана итност. Изјави денеска на пресконференција генералниот директор на ЈСП Скопје Кристијан Чушков. Во првото полугодие од оваа година, продажбата на електронски картички беше зголемена за речиси 20.000 билети, повеќе во однос на истиот период лани. Ваквото зголемување прояви опасност од евентуален недостиг на овие картички и тоа во пресрет на почетокот на новата учебна година. За да се спречи недостигот на картички во услови на крајна итност, беше отворена постапка со преговарање во која учествуваат 3 понудувачи, и тоа ID Cards кој понуди цена од 120 денари за картичка, Connectel со цена од 125 денари за картичка и досегашниот добавувач Македонски Телеком со цена од 130 денари по картичка, при што е избран најповолниот понудувач, појасни Чушков и потенцираше дека лажно е тврдењето дека во случајот бил направен договор во 4 очи, туку постапката е во целосна согласност со Законот за јавни набавки. Имајќи ја предвид нефлексибилноста на досегашните билети, ЈСП Скопје по кажување на граѓаните изработува нов систем за наплата и валидација на билети. За изработка на квалитетна техничка документација за новиот систем беше распишан оглас за консултантски услуги. Новиот оглас се јави еден понудувач и истиот беше избран. Значи станува збор за две различни постапки во кои се избрани две различни фирми во целосна законска постапка. Во текот на постапката, согласно законот, сме немале обврска да ги споредуваме адресите на кои се формирани и основани фирмите. Но дури да сме ги споредували адресите, немаме законски основ и право да ги дисквалификуваме фирмите заради тоа што биле основани на иста адрес. Оттека ЈСП Скопје овие две постапки ги спроведува согласно важечките законски прописи и ЈСП како и досега ќе продолжи да ги штити интересите на граѓаните и да работи на зголемување на квалитетот на услугите, што повторно ќе резултира со зголемување на бројот на патници, а со тоа и намалување на сообраќајниот метеж во Скопје. Согласно со новиот закон за високо образование, почетокот на студиската година наместо на 15 септември ќе биде на 1 октомври, како што почнуваше од пред 10 години. В четврток и петок на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје ќе се спроведе првиот рок за пријавување на кандидатите за запишување во прва година до дипломски студии во академската 2018-2019 година.
На Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје в четврток и петок ќе се спроведе првиот рок за пријавување на кандидатите за запишување во прва година до дипломски студии во академската 2018-2019 година. Согласно со новиот закон за високо образование, почетокот на студиската година наместо на 15 септември ќе биде на 1 октомври, како што почнуваше до пред 10 години. Според конкурсот кој УКИМ го објави во јуни, слободни се вкупно 11.661 место, од кои за редовни во државна квота има 5.913, редовни со кофинансирање на студиите 4.573 и за вонредни студенти 1.175 места. Како и во минатите години, цената на редовно студирање е 200 евра, а за кофинансирање на студиите и за вонредни е 400 евра. Условите и критериумите за запишување и потребните документи се појаснети во конкурсот, објавен на веб страницата ukim.edu.mk. Вториот рок за упис на Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје е на 13 и 14 септември, а третиот рок на 24 септември на факултетите на кои ќе има слободни места. Ванчо Петрушевски, големиот актер кој остави белег на театарската сцена во Македонија, денеска беше погребан на градските гробишта Бутел, а во Драмскиот театар се одржа комеморација за Ванчо. Актерот почина завчера од струен удар, додека работел качен на метална скала со електричен заварувач на пластични цевки. Актерот Ванчо Петрушевски, кој почина завчера од струен удар во скопското село Решани, денеска беше погребан на градските гробишта Бутел. А комеморација за Ванчо се одржа во Драмскиот театар, каде што својата кариера ја помина токму во овој театар уште од 1975 година и остави безброј актерски остварувања. Според извештајот од полицијата, Петрушевски починал од струен удар додека работел качен на метална скала со електричен заварувач на пластични цевки. Петрушевски е роден на 19 април 1951 година во Скопје. Дипломирал на одсекот за драмски актери на Висшата музичка школа во Скопје во 1975 година. Од тогаш, како актер, работи во Драмскиот театар во Скопје, се до неговото пензионирање во 2017 година. Со успех настапувал во повеќе улоги во представи од домашни и странски автори и секој пат покажува духовити поединости кои им даваат на неговите ликови и карактеристични движења и гримаси. Неговата актерска игра се одликува со ненаметливост и спонтаност во изразот како виртуозно обликување на комични и трагични ефекти, со што ги плени театарските гледачи, со што тие стануваат негови обожаватели. Со мангупска комика, непрекинато концентриран, играта успева да ја префрли преку рампата до гледалиштето, со што Ванчо Петрушевски го вбројуваме во редот на исклучителни актери, наведуваат од Драмскиот театар. Ванчо Петрушевски беше активен на повеќе полиња и надвор од театарот. Како водител на кулинарско шоу, снимаше филмови, а негова пасија беше и сликарството. Тој е еден од творците на серијата Македонски народни приказни, а многу генерации го препознаваат по ликот на Рамче. Токму за ликот на Рамче, Ванчо зборуваше и во емисијата Колосек во декември 2016 година, кога заедно со Владо Дојчиновски гостуваа во нашиот медиум. Направивме една приказна за Рамче. Јавоштините на Рамче. А во исто време јас веќе правев некој таму на Хихириху, некои скечеви снимавме со еден од Ром, циган еден наш. А предходно ти беше и Стоитарствија Скопје, нели? А, така беше. И таму циганот предходно е Тарствија Скопје. Тој е Цаци. Добро, ама... Не, види, Рамче е пред тоа. Така, Цаци беше. Рамче е пред тоа. Рамче е пред тоа. И му велам на Карадак, тој ме крстуваше таму, Алјуш, нешто таму, такви некои имиња. Велам, слушај, ние го направивме еднаш Рамче, помина многу добро, Рамче ќе си остане и така почна. Добро, Рамче е еден многу интересен јунак, всушност Рамче е пандан на Итар Пео, пандан на Попива од Дундо Маруе. Тој е еден Итар, паметен човек,
кој што ги согледува сите негативности и на карактери и општествени негативности и се, и ги коментира. Мислам дека Рамче е навистина јунак, не е тој обичен, како што викаме ние, обичен циган, туку е навистина јунак. И можам да кажем дека ми е сите оние луѓе кои ме среќаваат и што ми се обраќаат, Рамче, мене не ми звучи ни погардно, нити омаловажувачки, туку ми е многу мило. Ванчо е еден од првите македонци кои настапиле во странски филм. Кај нас го снимил филмот Досие К по негово сценарио и продуценство, а истовремено е толкувал и главната улога. Селективниот репертоар на сцената на драмскиот театар во кој настапувал, покрај многу други се и Ослободувањето на Скопје, Солонски патрди, Сомнително лице, Дупло дно, Коприварник, Нокс против водици, Греф или Шприцер, Маратонците го трчаат по чесниот круг, Војко Вања, Сонот на летната ноќ, Тетовирани души, Буре барот и уште многу други. Ванчо Петрушевски настапувал на сцените на Македонскиот народен театар и народните театри во Штип и Велес. Добитник е на наградите Димче Трајковски за улогата Јако во представата Дупло дно. Во 1987 година Ванчо Петрушевски го доби признанието за најпопуларно ТВ лице на годината според гласовите на читателите на весникот Вечер, а во 1988 година според анкетата на ревијата Екран е добитник на наградата најдобро артистичко остварување во филмот и на телевизијата. Во 2016 година ја доби државната награда 11 октомври за остварување во областа на уметноста и културата. Во првите 6 месеци од 2018 година екипите на јавното предпријатие Водовод и канализација имале 8547 интервенции на водоводната мрежа во Скопје. Реконструирале или изградиле нова водоводна мрежа на 33 делници во градот. Санирале дефекти на водоводните линии, менувале водомери и други зафати. Во делот на финансиите, односно расходите и трошоците, Водовод и канализација споредено со истиот период лани во првите 6 месеци од 2018 година ги намали трошоците за 70 милиони денари. Екипите на јавното предпријатие Водовод и канализација во првите 6 месеци од 2018 година имале 8547 интервенции на водоводната мрежа во Скопје, односно ја реконструирале водоводната мрежа или изградиле нова мрежа на 33 делници во градот, санирале дефекти на водоводните линии, менувале водомери и други зафати. Во делот на одржувањето на канализацијската мрежа пак во истиот период екипите на јавното предпријатие Водовод и канализација извршиле 147.594 интервенции, односно ги чистеле канализацијските линии и ги одзатнувале, чистеле сливници, поправале шахти и друго. Во делот на финансиите, односно расходите и трошоците, Водовод и канализација споредено со истиот период лани во првите 6 месеци од 2018 година ги намали трошоците за 70 милиони денари. Трошоците за хлор и натриум се намалени 3 пати, за рекламирање 5 пати, трошоците за осигурување се намалени за 43%, банкарските провизии 52%. Наплатата на тужен долг пак е зголемена за 6 пати. Финансискиот резултат на предпријатието е 65 милиони денари подобар од ланскиот за истиот период. Во сообраќајни нестреки минатата година во Македонија животот го загубиле 155 лица, а од нив речиси половина, 72 лица, се загинати како последица на брзо возење. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата укажува дека брзото и неодговорно возење и понатаму е главна причина за предизвикување сообраќајни незгоди со фатални последици.
Брзото и неодговорно однесување во сообраќајот и понатаму останува главна причина за предизвикување сообраќајни незгоди со фатални последици, укажува Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Во одредени ситуации, како што соопшти РСБСП, намалувањето на брзината на возење од само 5 км на час може да биде клучно дали одредена незгода ќе се случи или не и дали последиците од незгодата ќе бидат фатални или не. Во сообраќајни несреќи лани во Македонија животот го загубиле 155 лица, а од нив речиси половина, 72 лица, се загинати како последица на брзо возење. Според истражувањето на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, во Република Македонија повеќе од 80% од анкетираните возачи изјавиле дека некогаш ги имаат прекршено правилата за ограничување на брзината, што укажува на сериозноста на проблемот и на неговото подценување од страна на возачите. Со брзина од 32 км на час, оптималната дистанца потребна за запирање е 12 метри, а при брзина од 112 км на час за запирање е потребно растојание од 96 метри. Брзините се калкулирани според време на реакција од 0,67 секунди со перспектива дека возачот е целосно сконцентриран и не му се намалени рефлексите од умор. Базирано на една симулација, намалувањето на брзината на автопат од 120 до 110 км на час може да придонесе за намалување на потрошувачката на гориво кај современите автомобили за 12 до 18%. Се претпоставува дека лимитот на брзината се почитува 100%, информира Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата и укажува дека бавното и смирено возење ги намалува емисиите на штетни издувни гасови. Врнежите од дожд што ја зафатија Македонија кон крајот на денот наместа ќе престанат, а веќе од среда се очекува стабилизација на времето со пораст на дневните температури. Од Управата за хидрометеоролошки работи најавуваат дека и во текот на утрешниот ден ќе има услови за локален дожд и ретки грмежи, особено во источните делови од државата. Ќе дува умерен до засилен северен ветер. Стабилизација на времето ќе има од среда, кога се очекува и пораст на дневната температура, која ќе се движи од 15 до 31 степен. В четврток температурата ќе се движи од 17 до 33 степени, а петок од 17 до 32 степени. И пред крајот уште една информација. Утре по 16-ти пат ќе се одржи традиционалната крводарителска акција на Црвениот крст и Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија по повод утрешниот празник Успение на Пресвета Богородица. Акцијата ќе се одржи во Дом на АРМ со почеток од 9 часот, а ќе заврши во 17 часот. Почитувани гледачи, со оваа вест ги завршуваме урбаните вести. Ви благодарам што бевте со нас. Следете ни понатаму на нашата веб страна matama.mk и на социјалните мрежи Facebook и Twitter. Довидување.